Централно издание на Дневникот на телевизија Кочани, добро вечер. Ова се насловите на денот. Подпишан меморандум за изградба на главен влез во Основното училиште Никола Карев помеѓу УСАИД и општината. Во работна посета на Кочани денеска престојуваше амбасадорот на Република Словенија Бранко Раковец. Советодавната група на општина Кочани со проект на тема превенција од насилство и малолетничка деликвенција. Одбележана светската недела на детето и во Кочанската библиотека со работилница. На тема есенска сликовница денеска твореа децата од клонот 4 на градинката Павлина Велјанова. Различни коментари околу оставката на председателот на ВМРО Народна партија Љупчо Стоилков. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Никон во Стришани веднаш до Фотолуна. Располага со голем број специјализирани производи со висок квалитет и најповолни цени. Над 3000 производи од рачен алат Макс Пулс до земјоделски машини, Топ Мастер производи, заштитни средства, работна опрема. Екстра попуст до 19 октомври. Високомонтажна батерија за Вокујна 990 денари, работнички патеки Фулмакс 1200 денари, моторна пила 3490 денари, компресор Макс Пулс 50 литри 6900 денари, аголна брусилка 850 денари, ударна бор машина 2600 денари, бор машина 850 денари, полукомбинезон Фумакс 750 денари, хидрофор 6500 денари, брусилка 2800 денари. Од 3 до 12 октомври голема продажна акција на Тигар Метал. Поцинкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии, по ваша мерка, по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои, лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал, Кочани, во близина на автобуската станица. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето.
Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Подпишан меморандум за изградба на главен влез во основното училиште Никола Карев. Договорот е подпишан од страна на градоначалникот на општина Кочани, представниците од УСАИД и директорот на ова училиште. Проектот е во вредност од 3,5 милиони денари. Основното училиште Никола Карев денеска заедно со градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски и представници од УСАИД го подпишаа меморандумот за соработка со училиштата за реализација на проектот изградба на главен влез на основното училиште Никола Карев. Договорот го подпишаа директорот на училиштето Владо Андов, градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски и раководителот на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција Небојша Мојсовски. Одобрени се 1.460.000 денари, највисока вредност на проект кој може да го одвои УСАИД. Подпишуваме меморандум во кој што се обврзуваме ние, општината и училиштето, заедно со Министерството за образование и наука, да изградиме главен влез во училиштето на сите испрата кој ќе возможи поголема сигурност за децата, за влез во училиштето, по-добра, потопла врска на влезот од училиштето со потребите на учениците. Така да очекувам дека за месец до месец и пол, 30-40 дена ќе успееме да завршиме оваа активност. Поради одличната соработка која што имаме со училиштето и со општината, пред се сторивме малку поголеми напори да обезбедиме поголем обем на средства, кои што ќе се мечира заедно со средствата за Министерството за образование и наука и општина Кочани и училиштето пред се. Градоначалникот Радко Димитровски и директорот на основното училиште Никола Карев Владо Андов задоволни од соработката со УСАИД истакнаа. Ова е доказ за онаа квалитетна соработка која што имаме со УСАИД, која што имаме со Министерството за образование и вербата која што, односно остварувањето кои што ги имавме досега се покажа дека даваат голема верба и дека таа доверба се изразува преку максималниот износ кој што може да го дава УСАИД. Еден дел подржуваме ние треба да се погрижиме најпрвин да она што ќе остане за пристап, дали се тоа тротоари, пристапни терени, отстранување на оние недостатоци кои што ќе бидат како општина да го завршиме, заради тоа што сепак се работи за објект кој што е сопственост на општина Кочани. Веќе по трет пат потпишуваме еден ваков меморандум. Мислам тоа е една традиција веќе од 7-8 години со кои одредени приоритети на еден ваков начин ги решаваме. Сепак мислам тоа е од големо капитално значење за нашето училиште, затоа што стварно училиштето е градено негде 50-тите години, ќе обезбедиме еден добар пристап и една добра безбедност на учениците на Никола Карев, на вработените и нормално на граѓаните на општина Кочани. Со тоа би ја закружили целата капитална инвестиција, со тоа би добиле потоа и фасада и нормално целата таа топла врска која ќе биде поврзана со училишната спортска сала и ќе настане дел околу уредувањето на паркното уредување околу училишната зграда и училишниот двор. Инаку вкупната цена на проектот изнесува 3,5 милиони денари, од кои 1.460.000 денари се одобрени од УСАИД, а останатите од Министерството за образование и наука и од општина Кочани. Во работна посета на Кочани престојуваше амбасадорот на Република Словенија во Македонија, Бранко Раковец, се сретна со градоначалникот Радко Димитровски. Во работна посета на Кочани престојуваше амбасадорот на Република Словенија во Македонија Бранко Раковец. Се сретна со градоначалникот Радко Димитровски, на која средба амбасадорот Раковец беше запознат со потенцијалите на кочанското стопанство, можноста за извоз на ориз и инвестирање во геотермалниот потенцијал, како и во спортско-рекреативниот центар Пониква. Ова е една средба
каде што разговараме, се представуваме како општина Кочани за него, бидејќи тоа е една година во Република Македонија, и разговаравме во главно за стопански теми, за она што може да се воспостави соработка помеѓу стопанството на општината Кочани со некои од општините, некои од стопанствата во Република Словенија. Беа представени нашите капацитети кои што ги имаме, нашите производи кои што ги имаме како Оризот, можностите за инвестирање во геотермалните води, можностите интересно е за инвестирање во спортско-рекреативниот центар Пониква, и сакаме и да на лице место посетиме некои од нашите капацитети, да ги запознаеме со некои од нашите компании, за да се остварат директни контакти, да ги имаме како презент понатаму кога тој ќе настапува заедно со неговиот економски аташе кои ги настапуваат пред стопанството на Република Словенија. Ние сакаме пресега да идентифицираме потенцијални можности за соработка меѓу нашите и фирми кои имат седиште во Кочани. Ние ќе имаме намера да посетиме неколку предпријатии во општина и ќе видиме. Јас мислим дека мора да има простор за соработка во областа на стопанство. Општина Кочани има веќе воспоставена соработка со општините Лашко и Крањ во Република Словенија, соработка која се очекува да премине во збратимување. Советодавната група на граѓани на општина Кочани со предавање на тема превенција од насилство во училиштата и малолетничка деликвенција. Во салата за состаноци во Кочани денеска се одржа предавање на тема превенција од насилство во училиштата и малолетничка деликвенција. Главна цел на овој проект е подигање на свеста кај малолетниците од средношколска возраст за штетните последици од алкохолот, дрогата и цигарите. Од одсекот за превенција во СВР Штип е изготвен проект под наслов Превенција од насилство во училиштата и малолетничка деликвенција. Главна цел на овој проект е подигање на свеста кај малолетниците од средношколска возраст за штетните последици од употребата на алкохолот, цигарите и злоупотреба на дрогата и други асоцијални однесувања. Приоритетни цели на овој проект се зголемување на меѓусебната доверба и соработка помеѓу малолетниците и полицијата, зголемување на степенот на толеранција, меѓусебното разбирање и почитување, стимулирање на позитивно трошење на енергијата во организирање на спортски активности, промовирање на превентивниот начин на работа на полиција и намалување на бројот на прекршоци сторени од малолетници против јавниот ред и мир. За целосно имплементирање на овој проект ќе се реализираат следните проектни активности: одржување на состанок на советодавната група на граѓани, медиумско покривање на проектот, спроведување на едукативни предавања на учениците од прва и втора година во средните училиште на тема превенција од пороците на современото живење, никотинизмот, наркоманијата и алкохолизмот, одржување на театарска представа од секција на глумци аматери од културниот дом Ацо Шопов во Штип и организирање на спортски игри во фудбал помеѓу учениците и униформираните полициски службеници. Овој проект е изготвен од одсекот за превенција, а финансски е поддржан од мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Истиот ќе се имплементира во месеците октомври, ноември и декември 2013 година. Од статистичките податоци за 2012 година, малолетници кои учествувале во сторување на прекршоци против јавниот ред и мир, тоа се 18 или 7,11% од купниот број на сторители на прекршоци на јавниот ред и мир, што значи дека ова бројка не е незамарлива, значи треба да се повеќе работи. Ова предавање е се со цел спречување и намалување на малолетничка деликвенција на подрачјето на општина Кочани, посебно во средните училишта. Во одбележувањето на Светската недела на детето се приклучи и јавната општинска установа Библиотека Искра. Денеска се одржа едукативна работилница на тема "Јас ги знам своите права".
Јавната општинска установа библиотека Искра во соработка со Основното училиште Раде Кратовче и полициската станица од Кочани денеска организираа едукативна работилница за афирмација на детските права, превенција и заштита од нивна злоупотреба. Оваа креативно-едукативна работилница под наслов «Јас ги знам своите права» се одржа во просториите на библиотеката Искра. Библиотека Искра Кочани се вклучува во одбележувањето на детската недела, која што секоја година првата полна недела од месец октомври ја слави како недела на детето. Бидејќи сметаме дека нашите деца, темата деца е наша заедничка тема, остваривме соработка со Основното училиште Раде Кратовче од Кочани и со полициската станица од Кочани, чиј представник е денеска овде присутен, инспекторката Бијана Илиева Миладинова, која што ќе учествува во работилницата на тема «Јас ги знам своите права». Сметаме дека афирмацијата на детските права и заштитата од нивна злоупотреба треба да биде посебно акцентирано во периодот на детската недела, но и во нашето секојдневие и сите да носиме општествена одговорност во развојот на нивната свесност за познавање на истите, но и идентификација кога тие се нарушени, да ги потикнеме да се информираат каде може да се обратат за да ги заштитат своите права. Наша заедничка одговорност да развиваме зрели и млади луѓе кои што понатаму конструктивно и позитивно ќе придонесуваат во нашата заедница. Работилницата која што се планира е од интерактивен карактер и истата, како што реков, има за цел пред се афирмација на детските права. Задоволство ни е, бидејќи денеска учениците од 4-то оделение од Основното училиште се присутни овде. Предавач беше Билјана Илиева Миладинова, инспектор, а координатор Магдалена Кочовска-Салтирова од Јавната општинска установа библиотека Искра. Избор на најдобри учители и свечен прием на правачињата од основните училишта во Кочани по повод неделата на детето е настан кој утре го организира општина Кочани. На летната сцена на Центарот за култура Бели Могри во Кочани утре општина Кочани организира свечен прием на правачињата кои го започнале школувањето во оваа учебна година. Оваа манифестација се организира по повод неделата на детето, која започна во понеделникот и ќе трае до петок. Нова манифестација по повод 5 октомври, денот на учителот, ќе бидат избрани најдобрите учители за оваа година. Во рамки на детската недела, која што се реализира оваа недела, утре ќе биде свечениот прием на правачињата во детската организација. Истовремено на овој ден градоначалникот во чест на 5 октомври, денот на учителот, ќе ги прогласи најдобрите учители за оваа година, односно за 2013 година. Настанот ќе се одржи на летната сцена во Домот на културата, Центарот за култура Бели Могри, доколку се надеваме дека времето ќе биде убаво, па доколку е врнежливо, настанот ќе биде внатре во салата. Овој настан традиционално секоја година се организира во општината и има за задача да предонесе во развојот на учителскиот позив кај нас. Под наслов есенска сликовница, децата од детската градинка Павлина Велјанова клон 4 кај Пазарот ја одбележаа неделата посветена на детето. Традиционално, како и секоја година, децата од детската градинка Павлина Велјанова во Кочани ја одбележуваат неделата на детето. Досега беа реализирани бројни активности во сите 4 клона на градинката. Денеска и децата од детската градинка Павлина Велјанова клон 4 кај Пазарот твореа на тема ликовна работилница под наслов есенска сликовница. Офатени се повеќе ликовни техники во зависност од возраст на децата, а пак тие ќе бидат мали уметници. Децата од средната група цртаат и бојат со фломастери и боици, а големите групи изработуваат колаж, моделираат со пластелин, бојат со водени бојци, а имаме и изработка од природни материјали. Ова ќе биде проследено со стихови, а секако нема да ја изоставиме и детската песна. Во сите 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова беа изложени нагледни листови изработени од страна на децата и воспитувачките, на кои беа испишани сите права на децата кои треба да се почитуваат.
Вечерва во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани стартува првата проекција на новиот македонски филм Соба со пијано. Следните две се закажани за 10 и 11 октомври. Започнуваат проекциите на македонскиот игран филм Соба со пијано во Кочани. Првата проекција е закажана за вечерва со почеток во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Од вечерва, значи 3 дена ќе се прикажува филмот Соба за пијано од Игор Ивановски Изи. Значи една проекција имаме во 20 часот, 50 денари скромни, значи дистрибутерот даде простор пониска цена, сепак да имаме поголема посетеност на представите што ќе бидат прикажувани во големата сала на Центарот за култура. За сите оние кои нема да присуствуваат на првата проекција, следните две се закажани за 10 и 11 октомври, а влезниците се продаваат по символична цена од по 50 на денари. Кочани е еден од првите градови во државата каде што гостува најновиот филм на режисерот Игор Иванов Изи. Главните улоги ги толкуваат Наташа Петровиќ, Јовица Михајловски, Светозар Цветковиќ, Васил Зафирчев, Фирдаус Неби, Симона Спировска. Сценариото е направено заеднички од режисерот Изи и од Жанина Мирчевска. Филмот му припаѓа на жанрот драма со должина од 102 минути. Националната установа Центар за култура Бели Мугри од Кочани распишува конкурс за литературна творба «Песна на слободна тема» по повод 74 годишнината од излегувањето на Бели Мугри од Коста Солев Рацин. По повод 74 годишнината од издавањето на стихозбирката Бели Мугри од Коста Солев Рацин, Националната установа Центар за култура Бели Мугри од Кочани распиша конкурс за литературна творба или песна на слободна тема. Конкурсот има ревијален карактер, а пријавените песни не треба да бидат предходно објавувани. За ова еве што велат организаторите на овој конкурс. Ова година се решивме да го објавиме конкурсот. Почествуваме на една празнина за повозрастните поети во Кочани. Се некако повеќе и даваме простор на помладите поети, значи Мајски цвети и така натаму. Значи сега се дрзнаме да ја дадеме простор на поетите од Кочани, односно од општина Кочани, општина Зрновци и општина Чешиново Блешево, бидејќи чествуваме се уште како наша општина, за да можат да едноставно да се подружат, едноставно да ги вратиме назад, да ги вратиме на масата, да почнат да творат, да едноставно да бидат поприсутни во јавноста, во нашата јавност и пошироко. И се надевам дека успешно ќе биде завршен овој проект, се надевам дека голем дел од авторите ќе се јават со своја творба. Крајниот рок за поднесување на литературните творби е 15 ноември оваа година, а промоцијата на творбите е предвидена за почетокот на месец декември годинава. Месец на книгата од 15 октомври до 15 ноември. Со низа активности, 30 дена ќе се слави култот кон убавиот пишан збор. Од 15 октомври до 15 ноември ќе се одбележува месецот на книгата. Со низа на активности, култот кон убаво напишаната поезија и проза ќе се прославува еден месец во просториите на библиотеката Искра, а е подржан од литературниот клуб Копнеш. Предвидени се работилници на ликовни литературни творби, изложби, промоција на книги и слични активности кои ќе следуваат во текот на месецот посветен на книгата. Од 15 октомври до 11 ноември следуваат литературните средби на членовите од нашиот литературен клуб Копнеш, кој е во склопот на библиотеката. И членови на литературните секции од основните училишта во Кочани, сите основни училишта, средните училишта и дечињата од градинките. Да, и училиштето од Оризари, а ќе бидат опфатени и во тек се преговорите и со учениците од училиштето од поранешната од сегашната општина Чешиново, нели Облешево, тука и Соколарци. Тие секогаш се спремни за соработка и веројатно и сега во тек се преговорите, значи дека дали и кај нив ќе биде одржана таа средба.
Месецот на книгата традиционално се одбележува секоја година преку активности во кои се вклучуваат не само љубителите на убаво пишаниот збор, туку и другите граѓани кои активно земаат учество во настаните кои се во состав на оваа манифестација. Во рамки на овој месец библиотеката има посебна програма во насока на популаризација на книгата, на поттикнување на младите и сите корисници на библиотечните фондови на читање и зајмување книги. Оставката на председателот на ВМРО Народна партија на Кочани Љупчо Стоилков ја разбранува кочанската политичка јавност и предизвика различни коментари околу причините. Неколку месеци по поразот на локалните избори во Кочани, кој ВМРО Народна партија го претрпе заедно со коалицијскиот партнер СДСМ, председателот на општинскиот комитет Љупчо Стоилков си поднесе оставка. При тоа ниту партијата, ниту тој објавија во јавноста за оставката и за личните причини поради кои таа е поднесена. Време е во партијата да дојдат нови луѓе, да ја превземат нови луѓе кои што ќе повлечат маса, значи амбициозни, кои што поамбициозно ќе настапуваат, како партијата би кренала во подобар правец, да се прошири членството, да се активира работата на општинскиот комитет. Да, понатаму останувам како член на ВМРО Народна партија, останувам во раководната структура на партијата во општинскиот комитет на Кочани, останувам во советот на општина Кочани, каде што ќе ги застапувам нивните интереси. Бев на 3 октомври, разговаравме со координаторот на изборна единица 3, генералниот секретар на партијата, ги прифатија образложенијата. На 5 октомври имаше седница на извршен комитет, каде што оставката беше прифатена, за да вечерта на 5 октомври во присуство на координаторот на изборна единица број 3 господин Слободан Близнаковски одржам состанок на општинскиот комитет Кочани и ги известам за оставката. Во кочански политички кругови овој потек на првиот партија за народњаците се поврзува со недавнешното гласање на Стоилков во корис на донесувањето на буџетот на општината, кога минусот од гласот на Милошева го надомести токму тој како опозицијски советник. Термини за жетва. Почитувани гледачи, ова беше се што ви подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и довербата, имајте пријатна вечер. Довидување.